Па ова е веќе 11-ти локален огранок кој што го отвараме. Беше планиран да се отвори пред кризата здравствена, но поради вонредната состојба го одложивме. Сега се поклопи со предизборието. Продолжуваме понатаму во Битола да отвориме и во Гевгелија, до изборите тие ни се планирани. Левица овие избори настапува како и претходните, самостојно, бидејќи тоа е наш идеолошки призвук. Имено ние се залагаме за секоја партија да настапува самостојно на избори, без коалиции, бидејќи тоа ја крие реалната сила. Куманово токму е еден од градовите кај што е почната антифашистичката борба. Се надевам дека и овој пат Куманово ќе придонесе во борбата и ќе ја препознае политичката сила која што сака да ги врати астрономските идеали во оваа држава. Левица нови избори, за разлика од претходните, настапува во сите 6 изборни единици. На претходните настапувавме без шеската, сега имаме листа и во шеската. Според анкетите од терен и нашите интерни оние брифирања кои ги имаме, очекуваме дека сите носители би влегле со мало двоумење за шеската. Значи, целиме на парламентарна група, тоа е минимум 5 пратеници. Реформите кои што ги предлагаме на ниво на програма имаме радикални реформи, бидејќи оценуваме дека ситуацијата е до тој степен живото загрозувачка за републиката што благите реформи не се доволни, така што имаме многу, значи 9 поглавја во програмата, секторски поделена, мислам дека имаме една од најдобро подкованите програми, укинување на дебирократизација, укинување на патни трошоци на пратеници, зголемување на минимална плата, намалување на часовите за работа од 8 на 6 часа на ден, намалување на условите за одење во пензија, така што е една социјална и национална програма која што ветува подобра иднина. Мислам дека кумановци ќе го препознаат тоа.